Лубеница, леп и сирење е едно од највкусните јадења во минатото на за некој ден денес. Секое зелче за душата се лепи, велат анкетираните Штипјани кои посочија дека лубеницата или грозија со леп и сирење е највкусното нешто за нив. Многу други комбинации од благо и солено биле омилените во минатото, а Штипјани со насмевка на лицето ги посочија. Дел од јадењата беа и лепи сол, пинџур, леп со маст и пуковец, но се уште постојат како избор комбинација за јадење. Тавче гравче, милено јадење. Повеќе правиме пинџури. Какви пинџури? Патлиџани, пиперки, знаеш, или суви пиперки направиш со патлиџани. Супер беше. Да ти кажам, убавина беше. Сега се е вештичко. Беше најсладко. Кога јадеш лубеница, леп и сирење. Убаво ли? Супер, душата ти се напуни. Ретко некој. Тие млади, не верувам младите. Младите користат ли? Не верувам. А старите ние апнеме по тоа. Мислите ли? Така, јас сум јадол и леп, со масло мачкано и црвен пипер разгоре. Леп и лубеница со сирење. Не да е убаво, супер. Младите кои дадеш бендисат на нешто го ти, иначе ние постарите тоа редовно го користиме. Сега на времето толку лути што и поттечеше од нас, а сега мора малку и да препазиме на лутината нешто. Тие старите тави што беа, дури ќе се насмеам, такото на свадба подарок голем беше ако ти кому донесе тава калаисана како подарок, свадбен подарок. Пипер луд спражен со сиренце. Гројзе, може и лубеница. Има буковец, сол си макнеш, а унелјорно си ја зачинет. Ти си макнеш лепи сол. Тоа мет ти се учине. Многу сладко јадење, но пиперката и доматот може да се искористат во секое јадење, согласни Штипјани, кои велат дека сладките работи од минатото се уште се конзумираат, но од страна на повозрасните граѓани. Но има и млади кои ги конзумираат овие вкусни јадења кога се приготвуваат на традиционален начин во калајса на тава.